Приказната за руските емигранти во Македонија раскажана ни слики со документи денес повторно се прераскажуваше. Судбината на стотици емигранти од Русија кои во Македонија дошле во периодот од 1920 до 1940 година, преку нивни лични фотографии и документи поставени на 28 паноа, беше презентирана во Штип. Најголем дел од нив биле многу образовани, затоа и тогашната власт ги искористила овие луѓе, така што имаме многу архитекти, професори, инженери, лекари, сите тие даваат свој придонес токму во овој временски период кога Македонија после Првата светска војна се опоравува, и тоа се луѓе кои што давајќи го својот придонес, сега ние на овој начин сакавме да им изразиме своја благодарност. Првите руски колонии во Македонија се формирани во Скопје, Битола и Штип. Само во Штип во период од 2 децении дошле над 200 емигранти од Русија. Вклучувајќи ги тука активностите во музички план на Сергеј Михајлов, преку разните театарски представи, изведувањето на првата опера во Штип или пак во институциите, здравствените институции, кои што, например, Олга Људмила Смирнова како лекар и со својата стручност дала пример понатаму во организирањето на првите детски јасли, детското оделение, инфективното оделение, низината стручност била високо ценета во медицинскиот кадар. Најголем дел од потомците на овие луѓе денес живеат и придонесуваат за развојот на Штип. Едно од нив е и семејството Троицки. Мојот татко е Рус. Он е дошол многу млад тука, бил е 6 клас гимназија по тоа време, по наше време 2 клас гимназија, кој е повлечен со војските. Значи, он е бил тука, дошол е на 18-19 години. Нашето семејство Троицки, ово Троицки, нашето семејство е огромно семејство, расфрлено после револуцијата на многу краишта на големата просторна Русија. Едни се во Украина, едни се во Белорусија, едни се во Сибир, едни се за Дурал, едни се во Штип. Некогашните емигранти и нивните семејства и денес се голем мост на спојување помеѓу македонскиот и рускиот народ. Македонија исто така и сега живеат многумина руски сонародници, кои што живеат со својот културен живот, културен и јавниот живот, и исто така придонесуваат како за Русија, така и за Македонија и воопшто за зацврстување на руско-македонските врски. И морам да кажам дека таа традиција се продолжува. Изложбата Русите во Македонија 1920-1940 заеднички ја организираа Државниот архив на Македонија, Руската амбасада и Универзитетот Гоце Делчев.